условно кажано резервна татковина. Во голем дел ние да кажеме во ова влада што се правеше национален спас, таму еден добар дел од министри веќе имаат двојни пасоши, имаат и резервни татковини. Значи да се направи сето тоа во оваа држава потребно е нови луѓе, без хипотеки, без афери и што е најважно да се сака државата. Сметате ли дека има потенцијал во вашата партија за тоа? Ние сега со луѓето што ги намиравме во партиските структури, во Советот на предприемачи, во Советот на експерти, сметаме дека имаме доволен потенцијал да составиме кадровски листи кои што нешто ќе значат нови избори, ќе бидат конкурентни. И начелен став е на партијата, без разлика што имаме кратко време за презентација, да се оди на избори и со тоа наша силина ќе покажеме преку составување листи во сите 6 избори единици. Тоа значи дека ќе одите сами на избори? Став е сега на партијата да се оди сами на избори. Околу изборниот систем, до сега и се уште актуелно, беше до пред некој ден, Македонија имаше 2 круга на избори. Мнозински систем сега е систем на 6 изборни единици со кандидатски листи. Помалите партии, условно помалите партии, велат дека тоа не им одговара. Дали вие се сметате за една од тие партии и дали сметате дека овој изборен систем вам не ви одговара или пак има некои предности кои што вие компаративно би ги искористили? Не, сега тука мора да бидеме искрени. Ја не знам кои се тие мали партии кои кажуваат дека овој систем не им одговара. Тука за волја на вистината тоа и теоријата и науката го има докажано дека овој систем баш им одговара на мали партии, посебно на ново формирани партии како еве нашава да кажеме кој што има краток период за презентација на своите програма. Во секој случај одговара овој изборен модел конкретно од аспект на нашата партија. Доколку го минете изборниот праг, доколку освоите, би влегле во коалиција? Со кого, како? Со кого би влегле, со кого не? Видете вака сега. Добро, одиме поред. Дали политичката сцена сега така е структурирана во Република Македонија? Тука не може и овие двете најголеми партии, да кажеме и ВМРО, ДПМН и СДС, не може да претендираат да освојат еден цензус на гласови кој што ќе им дозволи самостојно да формираат влада. Коалициите се неизбежни, тоа не е спорно. Но сега тука ние ќе воведеме друг квалитет ако дојдеме во ситуација да се преговара за евентуално постизборна коалиција. Како што напомнав преска, ќе настапиме во тие преговори, ќе настапиме доколку тие принципи за во таа национална стратегија ќе ги изнесеме на маса, доколку се приватливи за таа евентуална коалиција која би се правила, да кажеме, во ред. А доколку тие наши принципи не се прифатат, цврсто ќе стојуваме на нив, тогаш нема простор за коалиција. Бидејќи се друго води кон тоа сценарио застрашувачко што се заканува на Македонија, ако продолжи по овој тек, пак ќе повторам крајот на оваа држава и се гледа некаде 2005 година. Напоменавте еве 2-3 пати. Имате ли некој аргумент за тоа кој што би можел да оди во јавност или тоа е само на ваша внатрешна анализа? Видете вака сега, ние како партија, како што кажав преска, ќе настапиме на изборите аргументирано, со докази, аргументирано и за да македонскиот народ, македонските граѓани ја дознаат вистината за настаните што се случија. Кога тргнувате во промотивна турнеја? Еве сега ние програмата некаде за 10 на 15 дена треба да биде готова. Сега ние на теренот работиме, али како сите партии, тоа официјално најава ќе биде некаде 15 август, така со една презентација на сите тие кандидати и промоција во Скопје. Инаку сега неформално работите се течат. Сите партиски активности се одат. Сега, како што кажав, од веќе 23 одбори имаме формирано, до тие 34 општини остана така уште 9. Се надеваме дека и таму ќе ги покриеме до почеток на кампањата, али во овој момент што ги правиме анализите, сметаме дека партија со тако кратко време од постојање на политичката сцена представува некоја сила, без разлика што уште во медиумите не сме презентирани на тој начин како што очекуваме. Располагате ли со одредена инфраструктура во овие 23 општини? Таму веќе тие се на ниво на одбори, согласно статутот, и концепцијата е така што првите тие одбори се конституират, а после одиме на промоција, како што ќе биде за 10 дена во Кавадарци. Бојковски, каде се просториите на партијава во Кавадарци? Овака, малку по-обширно да се презентира партијата на ниво на општински рамки. За 10 дена, како што кажа и
Координаторот ќе биде официјалната промоција на партијата со презентирање на сите презентирање на сите личности што ќе ги завземат одредените функции во председателство, секретарот, председателот. Официјалното презентирање се надевам дека ќе им биде достапно на целокупната јавност на општина Кавадарци. Простори, канцелари моментално нема, тие се бараат, бараме некои непомпезни простори, нешто измеѓу, да не изгледаме дека онака помпезно како што изгледат некои други партии, сакаме да бидеме и на таа база релативно скромни, али со доволно простор за да се одвиват нашите функции на локално ниво. Јас би сакал само да ги повикам во овие неколку натамошни денови, да ги повикам сите оние кои што се загрижени за иднината како своја, така и на своите деца, да се отргнат од она летаргија која што сите нас не зафати, да се отргнеме од желбата за само за лична корист да припаѓаме кон некоја политичка партија. Јас ги повикувам комплетно сите личности со целиот нивен квалитет да ни се обратат, да не пронајдат. Јас ќе им оставам и телефонски број и мој и на моментално на партијата што се користи, тоа се 070-239-293 и 070-324-595. Моментално така контактираме. Се надевам дека за кратко време ќе имаме простори. Верувам во тоа. Промоцијата ќе биде исто за кратко време, 10 на дена, не повеќе. Али им нудиме на сите тие квалитетни луѓе да се докажат, да влезат во нашите редови и да видат една нова димензија на политичко организирање, една нова димензија на квалитетно работење. Само ако може да се надобрзам на председателот, уште една новина што ќе ја воведеме сега, тоа и стои како статутарна одредба. Нема да бидеме како другите партии, да кажеме сите тие прашања што ќе се решаваат во партијата, само општинските ограници да дават мислење, а се да се минува во централата. Ние тргнавме од обратен принцип. Сите прашања на локално ниво ќе бидат во исклучива надлежност на општинскиот одбор, почнувајќи и сега од кадровски листи, од предлагани кандидати. Ако да кажеме на есен се освојат, се влезе во власта, кандидати за носители на јавни функции, на државни функции, се е во исклучива надлежност на општинските одбори. А не како што се прави, да кажем, што го имаме искуството од другите партии, се дават предлози од општините, па се дава согласност од централата. Ние оставаме исклучиво на општинските одбори. Така да партијата е отворена за сите способни луѓе кои што имаат желба да направат добро за оваа држава. Еве јас апелирам до нив да се приклучат, има место за сите. На неколку пати апелирате за токму до кадрите за кои што сметате дека се на некој начин невалкани, кои што имаат простор, но искуствата во земјава покажуваат нешто друго, а во принцип политиката и борбата за власт токму покажува желба да се владее, да се биде експониран и да се има можност, барем кај нас, да се допре до нешто повеќе од она што претходно го имале луѓето како стандард. Впрочем, тоа и укажува дека имаме и чести промени и трансфери во последен момент. Како во вашата партија ќе се заштува овој основен постулат, овој основен принцип да не се примаат луѓе во партијата кои што преку партијата ќе сакаат да дојдат до моќ и до власта, да ги заборават принципите кои што вие вечерва ги промовирате пред гледачите? Овака ние уште кога тргнавме да правиме партијата, бевме свесни за тој момент и сметаме дека тој е најопасен момент за една партија. Па затоа направивме некоја стратегија и во тој домен. Со тоа што затоа и малку закаснивме со формирањето, бидејќи одевме многу внимателно во конституирањето на тие општински одбори. Што беше смислата? Смислата беше во сите тие општини кои што ги посетивме, одевме на варијанта да изнајдеме луѓе кои што се честни, кои што немаат за себе афери. Сега критериум не беше може да биле членови во една или во друга партија, или не биле политички експонирани на тие раководни функции. Бидејќи кај нас сите тие носители на раководни функции, сите влечат за себе некои афери. Значи одевме многу внимателно по тие општини и наше мислење дека
и селектиравме луѓе кои што ќе можат стварно да придонесат за афирмација на партијата. Значи основна интенција не беше барем општинското раководство за почеток, општинските раководства за почеток да не бидат луѓе кои што се честни, искрени, немаат афери за себе, стручни во своите области и кои што ќе можат да повлечат во партијата. Сега во натамошниот тек на живење, тоа не може никој да го предвиди. Ќе одат во јавноста престапници, може да влезат луѓе и со лични интереси, и од кариера, едно друго, али тие работи има механизми впишано во статутот, ќе бидат сосечувани од корен. Значи варијанта први беше барем општинското раководство да селектираме луѓе кои што стварно ќе дадат една движечка сила на партијата. Почитувани гледачи, да ја потсетам дека ова е емисијата Повод повеќе на телевизија Кавадарци. Имаме гости во студиото, господата Јанко Бачев и Зоран Бојковски. Ја промовираат новата партија во македонското политичко плуралистичко милје со име Народно движење за Македонија. Господа, остана уште малку минути. Еве, по раката, Бојковски. Па за крај едно кратко. Кавадарци има квалитет, Македонија има квалитет, тој квалитет треба да го извлечеме. Јас го повикувам тој квалитет да испадне од летаргичноста, да не се приклучи кон решавањето на долговековниот проблем на нашата нација и нашата држава, да не се приклучат, да ни помогнат да направиме тоа што треба за оваа држава и да на крајот со една позната изрека не е битно што Македонија може да направи за нас, битно е што ние може да направиме за Македонија. Благодарам. Бачев. Па вака, како што кажавме на почетокот, наш главен адут во нашето политичко делување ќе биде што имаме една структура на луѓе кои што стварно се стручни, честни, искрени и се ја сакаат државата во која што живеат. И сметаме дека ваквиот пристап, ваквиот начин на делување во партијата, сметаме дека се надеваме дека на изборите што престојат пред нас ќе анимираме голем број граѓани да не се приклучат. Инаку не е претенциозно да кажам дека стварно правиме партија која што пред себе си постави една мисионерска мисија. Такви се околности во државата. Тука, како што кажав, првенствено две теми ќе наметнеме. Во прв ред безбедноста и сметаме дека со помош на сите граѓани ќе направиме стварно успешна партија која што ќе биде релевантен фактор на овие избори. И како втор адут, сите анализи, анкети покажуваат дека 60 до 70% од македонското население незадоволно, дури се двоуми дали да излезе на избори. Сега на нас останува да го анимираме дека стварно во политиката може да се внесе и морал и честност во одредени рамки. Затоа апелирам и јас да не се приклучат луѓето, отворени се вратите за сите, има место за сите стручни и способни кадри, за луѓе пред се кои се сакат државата. Поштовани гледачи, ете избина нешто помалку од 1 час во емисијата Повод повеќе. Народното движење за Македонија, нова партија, имаше своја промоција вечерва. Координатор за Кавадарци или председател на општинскиот одбор е советникот во локалната самоуправа Зоран Бојковски. Јас им благодарам на гостите, благодарам и вам што не следевте. Господа, успех во работата на партијата, се надам дека ова што го промовиравте ќе биде доблесно и во евентуален успех ваш да се исполни. А вам